Благодарам. Најнапред ќе почнам со она што најмногу ме интересира за сите вие што сте представници од владата. Дали почитуван господин Беким Реджепи, заменик министер за транспорт и врски, имате безбедносен сертификат? Значи вие го имате видено договорот? Каде да продолжам? Ве молам. Јас ќе правам така како што сакам да правам. Вие не можете и не смеете мене да ми кажувате. Бети, продолжете вие, Беким, имаш право на реплика. Вие можете да се јавите на реплика. Значи, овој закон е изготвен врз основа на некаков претходно потпишан договор, кој овде во собранието баравме да биде доставен на увид. 500 страници, како што разбравме од јавноста, требаше да ни бидат дадени на увид. Но не само нас што имаме безбедносен сертификат, туку на сите пратеници, бидејќи треба да се гласа закон. Закон, господине Реджепи, е ова, кој е направен врз основа на некаков договор. Дали тој договор ние го имаме видено? Дали ние како пратеници имавме можност да имаме увид во договорот? Не. Немавме таква можност. И требаше да ни бидат обезбедени такви услови. Следно што сакам да кажам, во овој закон, првенствено, повторно и на истиот, е потпишан господинот Артан Груби, како прв заменик на председателот на владата. Јас пак ќе прашам, луѓе, ние имаме премиер во државава? Па ако се толку овие закони битни, зошто премиерот Ковачевски не е потпишан на овие закони? Интересно е што се сретнува во законот. Но најинтересно е тоа што мене ми доаѓа и на сите нас, колегите, како може да ставите празна кореспондентна табела, празна, немате ставено ни име и презиме овде, само некој така е, ја зачкртал, се повикувате на усогласување со европското право, а нема никакво објаснување во врска со тоа. Не е доволно да се стават само 4 бројки една година. Не е доволно. Треба реално и издржано усогласување да има. Сега, знаете, многу работи овде се симптоматични. Она што најмногу е делот во кое во законот се вели, сега само момент, урбанистички проект не може, плански проект треба. Значи, во законот вие велите да има урбанистички проект. Нешто кое ги скокнува сите процедури и може многу полесно да се донесе, за разлика од плански проект, каде треба да има јавна анкета. Сето ова вака што го гледам во законот. Како е изготвен истиот, мене ми доаѓа да ве прашам едно прашање, верувам дека ќе ми се јавите на реплика и сакам да ми одговорите. Првим положивте правосуден испит, па после бевте на студии за правник или обратно, првим бевте на правни студии, па положивте правосуден испит. Бидејќи овде хаосот асоцира на такво нешто. Веќе е видено тоа во јавноста, дека може да се случуваат такви работи. Првин да се положи правосуден испит, па да се завршат правни студии, исто и овде во законот. Се повикуваме на европско право, а нема објаснување зошто е тоа. Се повикуваме на договор, на некој стратешки интерес, а договорот никој го нема видено. Каде лежи проблемот? Проблемот е во лошото менаџирање. Проблемот е во власта, заради тоа што првин изнајдовте неколкумина пратеници да ни го дадат овој предлог закон, да бидат именувани како жртви, нели, бидејќи тие решиле да го дадат како предлог законот, и назад го повлековте за да го пуштите законот со европско знаменце. А во делот на законот, каде што вели
за усогласување со Европската Унија, нема ништо. Цртичка. Коса цртичка. Ова е злоупотреба на европското знаменце. И да, амбасадорот Дейвид Гир и неговата изјава дека не треба да се злоупотребува европското знаменце, не е за непочитување, не е за да немаме ние коментар да велите вие што има на таа изјава да се повикуваме. Па евроамбасадорот не е никој и ништо во земјава? Не е. Евроамбасадорот е некој и нешто во оваа земја. А смешно ви е тоа? Ама не ви одговара, заради тоа што станува збор за финансиски интереси кои вие планирате да ги имате. Ајде, колешке, за закани продолжете, со реплика за закани. Продолжи, Бети. Ајде, колешке, културата ја Бети, покажа. продолжете. Си ја покажавте културата. Да продолжиме понатаму, бидејќи во законот има на вистина многу што да се збори. Да, заканите од власта секојдневно ние ги слушаме овде. Посебно вака кога станува збор за закони кои се за финансиски интерес на власта, а не за населението. Бидејќи ако станува збор за населението, јас многу едно интересно сакам да прашам, што ќе ни се вакви патишта како вие што ветувате дека ќе ги направите, или како оние 1300 километри што ги направивте, кога ќе нема кој да вози по овие патишта. Што ќе ни се вакви патишта што ги правите насила. Патишта кои според законот за работни односи со крв ќе бидат градени. Што ќе ни се вакви патишта кога народот ќе нема што да вози по нив. Ама не, тоа вас не ви интересира. Да, вас ви интересира само профитот и толку. Во член 63а има еден многу интересен дел, како и за нивните пропратни содржини. Поставување на привремени локации, градба за вршење на подготвителни работи, со кои се организира градилиштето за изградба на градбата од стратешки интерес. Јами на оѓалишта. Колеги, знаете ли во овој закон што се дава со овој член и каква можност? Археолошки, или тука го повлековте од една страна законот за култура, наследство, ама сега овде, на еден интересен начин, ќе се протнуваат одредени работи. Ама нема кој да ни објасни квалитетно. Нема кој да ни објасни. Бидејќи знаете како? Се јавува власта и навредува и се заканува за да се откажуваме, ама тоа нема да биде. А да не коментирам од власта каков однос имаме. И сега, како е дефиниран стратешкиот интерес? Кој е стратешкиот интерес? Од она што постојано го гледаме по медиумите, во јавноста, во Република Македонија, на власта стратешки интереси е да се краде. Докажано е тоа. Бидејќи и самата власт видовме раководство дека го практикува тој чин. Да се лаже, исто така видовме, бидејќи има одредени изјави и докази дека тоа е секојдневие. Да се манипулира, да не се почитува, секојдневно посебно овде во собранието сме сведоци. За сето ова го има и се прави голема штета за Република Македонија. Но знаете како? На крај лесно ви е да правите што сакате и како сакате, бидејќи јавен обвинител е господинот Абази, за кој едно време се велеше дека не се познаваат со раководството на ДУИ, па на крај испадна дека се познаваат. После тоа, што се случува? Имаме членови или нови другарки на
Весна Дамева, кои се сега во собраниска процедура, кои и текако ќе го намалат довербата во судството. Затоа сте толку комотни. Затоа правите ваков криминал, злоупотреба на европското знаменце, за да поминуваат закони кои јавноста, нека не е јас дека ве молам, нека е јавноста, онаа јавност која што е организирана во комора на инженери и архитекти, она стручно тело кое ве замолуваше и ви укажуваше на моментот дека не е конструктивно, немаат тие право на свое мислење, на стручно мислење да дадат кога станува збор за изработка на ова законско решение. Вие стручната фела не ја слушате, не па пратениците. Вие народот не го слушате, не па пратениците. Ни замина државата, ни отиде државата. И пак ќе прашам, во оние 1300 километри патишта што ги направивте, што Ковачевски, нели, не лаже, а фатен во лага, Ковачевски, патем речено е оној премиерот кој 3000 евра неделно дава за да се рекламира на Фейсбук. Само на Фейсбук. 3000 евра. Во период кога државата е во криза, ете тој што не краде, не лаже, дава 3000 евра. Докази има за тоа. Докази има. Се зборувам со докази. Исто како што има докази за тоа колку нетранспарентно и неубаво се земаат финансии. Исто како тоа што има докази дека за овој проект се исплатеа средства на воздух. Народот нема услови за квалитетен живот, ама за воздух се даде. Но сепак, кога сме кај животот, јас морам да подсетам, едно ветување имаше живот за сите, ама денес имаме робство за сите со овие закони кои се предлагаат денес. И немате право да спомнувате ништо во минатото, бидејќи ако во минатото се научила некаква лекција, со овие закони, вие докажувате дека ништо немате научено. Што во минатото спомна? За Скопје Да, 2014? да. Па нема пресуда? Да. Благодарам. За реплика?